Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден! На почеток сме на речиси час и половина долгата емисија Македонски глас на Македонското црковно радио Детройт. Јас сум Небојша Карапеевски и еве што ви подготвивме со колешката Маја Перовска за ова издание. Повеќе од државник, глас на разумот и миротворец, Македонија се сеќава на Борис Трајковски на денот на неговата смрт. Значкава ми ја даде премиерот на Албанија, ако ми дадете и вие ќе ја носам. Пратеникот Шакири доби македонска значка од Мицковски и ја закачи до албанската. Обвинителството го повикува Жан Митрев да даде докази дека Заев сакал да му ја превземе клиниката. Македонија и Хрватска ќе подпишат договор за стратешка соработка, нова фаза во односите помеѓу Загреб и Скопје. Гаши нема да го коментира враќањето на Груби, битна е правдата, судството и обвинителството да си ја завршат работата. Помогнале во извршување на убиството и добија по 5 години затвор, пресуда за турските државјани за ликвидацијата во Штип. Планирана изградба на 4 експресни патишта ќе се градат по нови правила со 2+2 ленти и еластична ограда меѓу нив. Ќе се одземат лиценците за канабис на уште производители. Ќе ја исчистиме државата од политичките криминалци, вели Христијан Мицковски. А на самиот почеток да ја чуеме и следната вест. Владата планира изградба на нови експресни патишта во наредниот период, информира вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски. Сега во соработка со Европската Унија треба да го изградиме делот од Куманово до Страцин. На влада ги поминавме основните документи за експресен пат од Кочани до граница со Бугарија. Клучен проект за мене е експресен пат од Радовиш до Струмица и уште еден експресен пат од Смоквица преку Струмица до граница со Бугарија и Петрич од другата страна, рече Николовски. Новите експресни патишта, како што рече Николовски, ќе бидат поразлични од веќе изградените. Експресните патишта ќе бидат различни од досегашните што ги изградивме. Сменивме закон и правилник и сега ќе личат на пример на автопатот Тетово-Гостивар, каде што ќе има 2+2 ленти со ограда на средина, ама оградата нема да биде бетонска, туку класична еластична ограда. Таков е потегот на Дреново-Фариш, таму имаме 2+2 ленти со еластична ограда на средина, рече Николовски. Во однос на автопатиштата на коридор 8 и коридор 10Д, тој истакна дека тие се работат со потребната динамика и со добро планирање и менаџирање ќе се завршат во роковите. Народ уште чува гробови отворени. Мојот народ уште пее песни горки јадовни. Мојот народ вечно молчи, белин вино испива. Мојот народ дроби толчи, име да си сочува. Мојот народ вечно молчи, белин вино испива. Мојот народ дроби толчи, име да си сочува. Имаш хоро, зарамо си фанал, без тамбури, без тапани, со најна-на-на-на. Имаш хоро, зарамо си фанал, без тамбури, без тапани, со најна-на-на-на.
сам ќе изникне. Цути плоди, фрла семе, чекај да се провикне. Мојот народ вечно молчи, пелин вино испива. Мојот народ роби толчи, име да си сочува. Мојот народ вечно молчи, пелин вино испива. Мојот народ роби толчи, име да си сочува. Имаш коро, зарамо си фанал, без тамбури, без тапани, со најна-на-на-на. Имаш хоро, зарамо си фанал, без тамбури, без тапани, со најна-на-на-на. Пред 22 години на 26 февруари во Ротимље, близу Мостар, во авионска несреќа животот го загубија поранешниот председател Борис Трајковски, членови на неговиот кабинет и екипажот на авионот. Годишнината на загинувањето на председателот Трајковски се одбележа во Скопје, во неговата родна Струмица и во Ротимље. Членови на семејствата, државни и други делегации положија цвеќе на гробот на Трајковски на градските гробишта Бутел во Скопје и на спомен обележијата во Ротимље и во Струмица. ВМРО ДПМН оддаде почит на председателот Борис Трајковски и на членовите на неговиот кабинет и екипажот, кои трагично ги загубија животите во авионската несреќа. Борис Трајковски останува запаметен како председател во време на тешки државни предизвици, човек кој со смиреност и одговорност ја водеше Македонија низ период на сериозни искушенија. Неговото делување беше насочено кон зачувување на мирот, стабилноста и меѓународниот углед на државата. Неговата политика на диалог и единство представува потсетник дека државничката зрелост, храброста и чувството за одговорност се темел на секоја стабилна и суверена држава. Повеќе од 2 децении подоцна останува врската да се чува државата, да се гради единството и да се продолжи патот на стабилност и напредок. Нека е вечен споменот на Борис Трајковски, се вели во соопштението од партијата. Градоначалникот на Скопје Орце Ѓорѓиевски му оддаде почит на починатиот македонски председател Борис Трајковски со емотивна порака на својот Facebook профил. Борис Трајковски беше повеќе од државник, тој беше символ на смиреност во тешки времиња, глас на разумот и човек што искрено веруваше во силата на единството, напиша Ѓорѓиевски. Председателот Борис Трајковски загина во 2004 година во авионска несреќа во близина на Мостар. Во несреќата покрај Трајковски животот го загубија Димка Илкова Бошковиќ, Ристо Блажевски и Анита Кришан Лозановска од кабинетот на председателот.
Миле Крстевски од Министерството за надворешни работи, Борис Велинов и Аце Божиновски, членови на обезбедувањето, и пилотите Марко Марковски и Бранко Ивановски. Владиниот Кингер, со кој председателот Трајковски патуваше на меѓународна конференција за инвестирање во Босна и Херцеговина на 26 февруари 2004 година, се урна во атарот на Матич Брдо кај селото Хусковичи во близина на Мостар. Авионот требаше да слета на мостарскиот аеродром во 8 часот по локално време. Остатоците беа пронајдени 24 часа по паѓањето на авионот. Првичната истрага што ја водеа надлежните македонски и босански органи покажа дека причина за уривањето се пропусти на екипажот направени во процедурата за пронаоѓање на аеродромот Мостар во услови на сложена метеоролошка состојба, густа магла и облачност. На барање на македонските власти, по собирањето на дополнителни докази од страна на македонското МВР, беше отворена нова истрага во јануари 2013 година, што ја водеше меѓународен тим предводен од Омер Кулич. И во нивниот извештај како клучни причини за несреќата беа наведени грешки на екипажот и системски пропусти. Маркетинг. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Деца бев мене знаев, што е љубов милице, ти без мајка, јас без татко растевме. Година по година, мома стана убава, а јас рака не ти побара. Деца бев мене знаев, што е љубов милице, ти без мајка, јас без татко растевме. Година по година, мома стана убава, а јас рака не ти побара. Мене чекај милице, еднаш стави отров на срце. Мислев не си за мене, каква среќа имавме, еден без друг да оставиме.
да го запре времето, да го слушаш срцето, дали ке те има в моја милице и во цветна градина лична коса мовила, бела рака да ти побара, да го запре времето, да го слушаш срцето, дали ке те има в моја милице и во цветна градина лична коса мовила, бела рака да ти побара. Не чекај милице, еднаш ставив отров на срце, мислев не си за мене, таква среќа имавме, еден без друг да оставиме. Не чекај милице, еднаш ставив отров на срце, мислев не си за мене, таква среќа имавме, еден без друг да оставиме. Мислев не си за мене, таква среќа имавме, еден без друг да оставиме. Еден без друг да оставиме. Премиерот Христијан Мицкоски вели дека осудува секаков вид говор на омраза, вклучително и оној по етничка основа. Смета дека никој не треба да користи таков говор и од државните институции ќе побара најстроги санкции за тие кои ќе навредуваат по етничка основа. Во врска со какви било националистички испади, дали се тоа навивачки групи или што да било друго, апсолутно ги осудувам. И тука не треба да имате дилема, без разлика дали тоа доаѓа од една навивачка група кон друга, од една етничка припадност кон друга, од друга кон трета и така натаму. Апсолутно не можам да прифатам навредување на етничка основа поради етничка припадност. И јас тоа како човек сум го кажал и ќе продолжам да работам на негово спречување, рече Мицкоски во одговор на пратеничко прашање на пратеникот Ријад Шакири од Влен. Обраќајќи му се на Шакири, Мицкоски рече дека тој како пратеник би дал добар пример ако на реверот од своето одело има значка не само со албанско знаме, туку и со македонско. Да речеме, јас денеска би дошол со значка на која би ги имал двете знамиња, да речеме не само албанското, туку и македонското. И тоа е веќе силна порака. Но вие таа можност сте ја испуштиле. Сте дошле само со една значка, а тоа е албанската. Вие сте пратеник во македонскиот парламент и плата добивате од буџетот што го полнат сите граѓани на Македонија, без разлика на етничка припадност. Затоа може би добра порака ќе беше ако дојдевте со една таква значка, но вие таква можност пропуштивте, рече Мицковски. Премиерот додаде дека како влада направиле многу работи да се релаксираат меѓуетничките односи во државата. Тоа и се случува. Морам да признаам овде пред вашите колеги пратеници дека кога бевме во коалиција, со вас од ваша страна добивме комплименти и пофалби дека тоа сме го направиле. Но сега сте опозиција и мислите дека со таков тип на пораки ќе добиете политички поени. Господине Ријад Шакири, за мене е изненадувачки, бидејќи за вас сум имал високо мислење. Сум мислел дека сте ги надминале тие етнички преградки и мислев дека навистина пошироко ги гледате работите.
Се надевам дека ова што денес го кажавте не го мислите и се надевам дека сте космополит човек во душа, имајќи предвид дека многу пати сме разговарале лично и сум добил поинаков печаток. Се надевам дека следниот пат кога ќе поставувате прашање или кога ќе дојдете на работа во Македонското собрание, на значката покрај албанското знаме, кој е етничко знаме на народот на кој припаѓате, ќе го има и македонското, бидејќи од оваа држава добивате плата, истакна Мицковски. Пратеникот Шакири истакна дека е фактот и го носи својот национален символ. Ова ми го даде премиерот на Албанија, кога вие ќе ми донесете значка со знамето на Република Северна Македонија, на идната седница ќе го носам и тоа, рече Шакири. По ова нему му беше дадена значка со македонско знаме, која тој ја стави до значката со албанското знаме. Sitno sitkalo, ja ća ti dadam bre ilinoj mome, eden 100 dram pamuk, eden 100 dram pamuk. Kaješ bre ilinoj mome, 300 lakti platno, 300 lakti platno. Šo ća ti prestavit bre ilinoj mome, edena edena bela riza. Te kažu vajed bre kovenđi Petre, da si majstor bilo, da si majstor bilo. Ja ća ti dadam bre kovenđi Petre, jedna stara para, jedna stara para. Ti da mi napraviš bre kovenđi Petre, eden srebren razboj, eden srebren razboj. Što ća ti prestane bre kovenđi Petre, eden srebren prsten, eden srebren prsten.
Председателот на Собранието Африм Гаши изјави дека политиката не треба да се меша во судството и дека како прв човек на законодавниот дом нема да го коментира враќањето на Артан Груби во земјата, кој е поранешен вице-премиерот Дуи, осомничен за злоупотреби и како тоа би се одразило врз опозицијските партии, но и во коалицијата вреди. Собранието и јас како негов председател не е добро да коментираме политички одлуки, но она што сум го изјавил јавно и што е принципиелно и можам да го повторам е тоа дека е крајно време да престанеме да се мешаме во судството. Таа перцепција кај граѓаните дека има некаков договор остава лошо чувство кај сите граѓани. Така што мојата порака би била конечно секоја институција да си ја врши својата работа, во овој дел во судството и обвинителството. Таа перцепција кај граѓаните дека има некаков договор остава лошо чувство кај сите граѓани. Така што мојата порака би била конечно секоја институција да си ја врши својата работа, во овој дел на судството и обвинителството. Има процес, нека си ја вршат својата работа, совесно и професионално. Тоа ќе биде доволно сите граѓани да бидат задоволени. На крајот на криштата важна е правдата, изјави Гаши. Гаши, како што истакна, не мисли дека враќањето на Груби е политичка одлука. Немам никакви информации, не можам да тврдам нешто што не го знам, рече тој. Дојдено е времето, според председателот на Собранието, сите да се свестиме дека немаме време веќе за губење за воспоставување на правната држава. Ова е повик кон сите институции, актери во општеството и судството и обвинителството и извршната и законодавната власт. Ако секој се извршува својата работа професионално и совесно, мислам дека не е тешко да се дојде до тоа. Конечно, сите ние што сме повикани, вклучително и вие како новинари, за кои сметам дека сте битен фактор во општеството, ако сите работиме во една насока, мислам дека ќе постигнеме позитивни ефекти многу побрзо, рече Гаши. Според него, секоја институција треба да работи совесно и професионално, и ако се водиме од овие два принципа, убеден е дека ќе имаме позитивни ефекти. Закажана е и седница на работната група за изборниот законник во Министерството за правда и се очекува да биде избран нејзин председател. Гаши информира дека во следните недели во Собранието би требало да пристигнат нови закони од реформската агенда. Намерата е работата да биде динамична и што побрзо да имаме изборен законник, што би бил прифатлив за сите инволвирани страни во изборниот процес. Што се однесува до реформската агенда, очекуваме деновиве да видиме кои се законите што се планираат да се достават од страна на владата за Собранието да биде спремно и да направи календар и предвидливост во процесот на носењето на овие закони од реформската агенда, рече Гаши. Во однос на кривичниот законник, председателот на Собранието рече дека неформално е информиран оти ќе има нов кривичен законник, но нема информација кога ќе биде доставен до нив. Мори мајко, стара мајко, имаш син единец. Мајко, аман, аман, син што љуби мома сирота. Мајко, аман, срцата си ги врза под месечина ти вко
тргна со солзи патот го полеа. Мајко, аман, аман, а мома дома остана, со црна мисла да остари. Мајко, млад падна под туѓо небо без прошка. Мајко, аман, мома венец си стави, со љубовта во гроб легна. Мајко, аман, аман. Маркетинг. Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Meats, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15 милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Повисокото јавно обвинителство го врши надзорот над законитото постапување на јавните обвинители и Советот на јавни обвинители во оваа фаза на постапката нема надлежност да врши надзор, објави Советот на јавни обвинители на Македонија по јавната прозивка од министерот за правда Игор Филков да свика итна седница и да го разгледа постапувањето на јавните обвинители во случајот со поранешниот вице-премиер Артан Груби. Советот на јавното обвинителство во соопштение објавено на својата веб страница посочува дека согласно член 28 од Законот за јавно обвинителство, вишото јавно обвинителство е тоа што го врши надзорот. Во интерес на транспарентноста на Советот на јавните обвинители на Македонија, а по повод јавната прозивка од министерот за правда на Македонија, упатена до Советот да свика итна седница и да го разгледа постапувањето на јавните обвинители во случајот со поранешниот вице-премиер Артан Груби, за да утврди дали постои одговорност кај јавните обвинители и информираме јавноста дека Советот во оваа фаза на постапката нема надлежност да врши надзор над законитото постапување на јавните обвинители, а согласно член 28 од Законот за јавно обвинителство,
Повисокото јавно обвинителство е тој што го врши надзорот, стои во соопштението од Советот на јавни обвинители. Министерот за правда Филков јавно ги повика сите одговорни за одредувањето мерка куќен притвор за поранешниот вице-премиер Груби, нагласувајќи дека одговорноста за ваквата одлука мора да биде лоцирана со име и презиме. Тој ги повика судскиот совет и Советот на јавните обвинители итно да свикаат седници, да го разгледаат овој случај и да утврдат дали има основ за одговорност кај судијата и кај јавниот обвинител. Филков побара појаснување од јавниот обвинител Даниел Коцев, раководителот на обвинителството Анел Фидоски и од судијата на претходна постапка при Основниот кривичен суд Скопје Марин Станевски. На почетокот на неделата поранешниот вице-премиер Артан Груби, кој се сомничи за криминал од 8 милиони евра преку нарачка на ВЛТ апарати во државната лотарија, по 14 месеци бегство беше уапсен на граничниот премин Блаце, пошто доби мерка 30-дневен куќен притвор со 24-часовен надзор по одлука на судија на претходна постапка при Основниот кривичен суд Скопје. Bendisal adına me ana, bendisal vino crveno, bendisal utarakija. Jalo mi pilo stojane, votaja ladna me ana, oto a vino crveno, i otaja utarakija. Drugari nemam da zajmam, pravi mi što ke mi praviš. Mi goturile stojana, vo ti je temni zandani, teška robija da leži, borčevi da si isplati. Od zandan stojan vikaše, koja ke se moma napati, borčevi da vir isplati, i mene da me
Министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски беше домаќин на министерот за надворешни работи и европски работи на Република Хрватска Горан Грлич Радман, кој престојува во дводневна посета на Македонија. На средбата беше изразено заемно задоволство од традиционално пријателските билатерални односи, придружени со интензивен политички диалог и со конструктивна соработка што двете земји ја негуваат во сите сфери од заемен интерес во изминатите 34 години. Во насока на понатамошно продлабочување на позитивниот тренд на односите, беше нагласен заемниот интерес за продолжување на политичкиот диалог и соработка на највисоко ниво, со посебен акцент на унапредување на економската соработка, продлабочување на трговската размена, како и проширување на соработката во областа на енергетиката, здравството, културата и туризмот, соопшти Министерството за надворешни работи. Министерот Муцунски ја реафирмираше благодарноста за континуираната хрватска поддршка на европската перспектива на земјите од Западен Балкан и за ставот дека процесот на проширување на Европската Унија треба да продолжи со засилена динамика, се додава во соопштението. Беше изразена и подготвеноста за користење на хрватското искуство во процесот на пристапување кон полноправно членство во Европската Унија. Соговорниците се согласиле дека зајакнатата координација како земји членки на НАТО представува врвен надворешно-политички приоритет, како ефикасен механизам за усогласување на ставовите и изголемување на придонесот кон регионална и евроатлантска безбедност. Беше потврдена заедничката посветеност на вредностите и принципите на алијансата, се вели во соопштението. Средбата, се додава, била искористена и за размена на мислења за актуелните меѓународни и регионални прашања, како и за внатрешно-политичките и економските состојби во двете земји. Посетата на министерот Грлич Радман представува значаен чекор кон понатамошно унапредување на билатералните односи и отвара нова фаза во соработката која ќе биде заокружена со потпишување на меѓувладин договор за стратешка соработка, заснован на европските вредности, заемната доверба и почитување, соопштуваат од Министерството за надворешни работи. Što leči tažni duši, leko što solzi suši. Pej, živote pej, za mene pesmata mi je leko, koji denot si go prvi so pesna, koji tata si go prvi vekot. Pej, živote pej, za mene pesmata mi je leko, koji
Обвинителството треба да го повика Жан Митрев да даде докази за тоа што го зборува, бидејќи само така најлесно ќе се дознае дали е тоа вистина, вели премиерот Христијан Мицковски, коментирајќи ги тврдењата на доктор Митрев дека имало обид за превземање на неговата болница од страна на Зоран Заев и Венко Филипче за време на претходната власт. Тврдењата на Жан Митрев се тврдења на жртва на луѓе од претходната власт. Јас не знам дали некој од обвинителството го повикал Жан Митрев да посведочи и да даде докази. Тоа е суштината. Очекувам идниот обвинител или обвинителка, не е битно, тој што ќе биде избран, да му биде тоа прва задача. Ако досега тоа никој не го направил, да го повика Жан Митрев, бидејќи човекот излезе јавно и кажа дека бил предмет на уцена од високи државни функционери, кажа премиерот Мицковски во гостување на Дневникот на телевизија Сител. Тој додаде дека вакви случаи на корупција кои треба да се истражат има многу и дека очекува со новиот јавен обвинител што ќе биде избран, луѓето да се охрабрат и со докази да пријавуваат во обвинителството. Тоа е суштината. Не е суштина дали Зоран Заев поднал тужба за клевета кон X лице или кон Y лице. Суштината е дали нашето обвинителство го повикало тој што тврди или тие што тврдат. Не е само тој. Мене лично ми дошле многу луѓе кои што ми сведочеле дека биле жртва на уцена од претходната влада. Ајде во претходниот состав на обвинителството разбирам, се плашеле. Бил обвинител кој што бил избран од претходното мнозинство, немале доверба можеби. Не знам, но очекувам дека со новиот државен обвинител сите оние кои што мене ми доаѓаат и ми пријавуваат дека биле жртва на уцени, непријателски превземања бизниси и така натаму, да си пријават со докази како се исплаќани фактурите во РЕК Битола, па како тие завршувале магично во фирми во Бугарија и така натаму. Тука имаме еден поширок опфат на нештата, потенцираше Мицковски. Тоа е суштината дали некој во јавното обвинителство го повика Жан Митрев да даде исказ и да даде докази, повтори премиерот. Така најлесно ние ќе знаеме дали е вистина тоа или не е вистина. Дали некој туку така си излегува и си кажува или не е така, потенцираше Мицковски.
Маркетинг. Сонце од твоите руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. На уште неколку правни лица на следната владина седница ќе им бидат одземени лиценците за одгледување канабис, бидејќи не постапувале согласно закон, вели премиерот Христијан Мицкоски. Извршени се инспекции на неколку правни лица, на 6 веќе се одземени лиценците, а на лицата за кои што веќе е покрената истрага, лицата кои веќе имаат кривична пријава кај кои е запленет овој цвет од канабис, ќе отпочне процес, предпоставувам, и во рамките на тој процес ние ќе слушаме и ќе гледаме што се случувало, рече Мицкоски во интервју на Сител, зборувајќи за запленетиот канабис од неколку фирми производители. Се сеќавам, додаде Мицкоски, дел од поранешната влада одеше и чекор понапред, па сакаше да прогласи зони каде ќе се консумира во еден град во југозападна и еден град во југоисточна Македонија. Таа развојна канабис стратегија на претходната влада ќе има последици во наредните 10 години. Јас сакам да упатам јасна порака до граѓаните да бидат спокојни, работата е под контрола. Исто како што улиците се исчистија од криминал, така доаѓа времето кога ќе исчистиме државата од политичките криминалци кои оставиле голема трага во минатото, но за жал поради нивните политики и во годините кои следат ќе треба да се справуваме со овие штетни недржавни канабис политики, рече Мицкоски.
Премиерот Христијан Мицкоски истакна дека поранешниот вице-премиер Артан Груби е обезбеден од страна на органите на редот и целата понатамошна постапка е одлука на судската власт. Бегалецот е обезбеден од страна на органите на редот, се понатаму е одлука на друга власт. Тоа е судската, тоа нема никаква врска со владата, но подсвеста е чудна и сега секој од нив се преиспитува што знае ова лице и тоа ги буши да не се прошири делото од лотарија, па да преминеме во здравство или можеби нешто поврзано со вториот дел од вашето прашање, со канабисот. Сега седат и се вознемирени и размислуваат и совеста работи. Се грижат како може се тоа да заврши затоа што повеќе го нема Љупчо Коцевски, повеќе ги нема луѓето што беа нивен последен штит. Сега ќе дојде нов независен обвинител или обвинителка, ќе видиме како ќе биде. И тука очекуваме да биде правдата заштитена. А на оние што сега совеста им работи, немирни се, тешко спијат, нервозни се, тоа се гледа на пресконференциите. Немирот си го прави своето. Сега велат доаѓа крајот и кога доаѓа крајот, тие се обидуваат како мачка да скокнат на очи. Но заборавиле дека ние сме лавови и ваквите како нив ќе одговараат и таа подсвест ќе продолжи да им прави немири во периодот што следува, рече Мицкоски, одговарајќи на пратеничко прашање на пратеникот Љупчо Пренџов за приведувањето и одредениот домашен притвор на Груби. Тој потенцира дека допрва почнува агонијата за поединци. Тоа треба сите да го знаат, апсолутно ги разбирам граѓаните кои се револтирани, апсолутно ги поддржувам нивниот револт, емоција. Јас не можам да бидам и не смеам и не треба да бидам емотивен, немам такво право, но процесот сам по себе ќе даде одговор. Еве март дојде, нема мигранти, ширеа хистерија дека ќе банкнотираме, издадовме обврзница со најниска камата во регионот, дури пониска и од некои членки на ЕУ, и да не редам се што се правеше, а тие создаваа и се обидуваат да создаваат хистерија. Не им успеа, така и ова, времето работи на нивна штета. Има една позната грчка изрека, големите работи се случуваат во тишина, и тоа ги мачи, рече Мицкоски. На обвинувањата на опозицијскиот СДСМ дека има договор да се врати Артан Груби, Мицкоски нагласи дека нема никаква логика да се договорил со оние што сакаат да го видат неговиот политички крај. Изминативе денови јавноста со право е вознемирена и апсолутно ги разбирам сите коментари кои ги читам на социјалните мрежи. И тука не треба да има дилема дека постои револт кај нашите сограѓани од сите етнички заедници. Во минатото ова лице заедно со неговите коалицијски партнери се однесуваше недостоинствено кон граѓаните, кон сите етнички заедници. Немам против во својата подсвест некој да ја обвини владата дека има некаков договор, но да дојдеме до логиката. Јас како човек бев најнапаѓаниот од истото ова лице, Артан Груби. Се сеќавате на онаа фамозна реплика во еуфорија и една така наречена хистерија, предизвикана од страна на истото лице позната како Папа Мицко. Се сеќавате кога на прочка се креваа дронови над семејната куќа на сестра ми и тој имот се представуваше како мој скриен имот. Се сеќавате колку пати во јавни изјави и настапи од страна на Артан Груби и сите тие кои во тоа време беа дел од владата предводена од СДСМ ме напаѓаа мене лично и со ниски страсти и со лаги, со клевети. И сега по некоја чудна логика јас излегувам како председател на владата и се договарам со овие кои сакаат да го видат мојот политички крај, а дел од нив и човечки. Мислам дека тука нема никаква логика, заклучи премиерот. си крај мене, не знам злато дали знаеш, душа давам за тебе, како вода ти ме гасиш, кога горат пусти ме, не знам злато дали знаеш, нема живот без тебе, моја кралице, убавице, за мене си, менем на срце, ќе те чувам јас, само за мене, заедно да остариме, моја кралице,
te čuvam ja samo za mene i zajedno da ostavime. Може за мене ке кажат дека сум мераклија, дека не можам да сакам една жена до века. Немој злато да те лажат, имам срце планина, како скроен сум за тебе, чиста душа балканска. Моја кралице, убавице, за мене си мелем на срце, ке те чувам ја само за мене и заедно да остариме. Моја кралице, убавице, за мене си мелем на срце, ке те чувам ја само за мене и заедно да остариме. Моја кралице, убавице, за мене си мелем на срце, ке те чувам ја само за мене и заедно да остариме. Моја кралице, убавице, за мене си мелем на срце, ке те чувам ја само за мене и заедно да остариме, и заедно да остариме. Турските државјани Рамазан Аџет, Салахадин Арслан и Осман Катихан Кулдурт добија казни затвор по 5 години, бидејќи во мај 2025 година му помогнале на Кадир Кара во извршување на убиство во кафуле на градскиот плоштад Слобода во Штип. Судечкиот судија во Основниот суд во Штип Јулијана Неткова ја објави пресудата за четворицата обвинети за помагање во извршување убиство. Судот ги осуди обвинетите Рамазан Аџет, Салахадин Арслан, Осман Метихан Кулдрут како помагачи за сторено кривично дело убиство на казна затвор од по 5 години. Во изречената казна затвор на обвинетите, сите од Турција, им се пресметува и времето поминато во притвор, сметано од 5 мај 2025 година, па се додека притворот трае. Судот им изрекува и казна протерување на странец од државата, која ќе трае за секогаш, а која ќе се изврши по извршувањето на изречените казни затвор во траење од по 5 години, рече Неткова, при изрекување на пресудата во Основниот суд во Штип. Четврто обвинетата доби 3 месеци казна затвор. Таа била во притвор, а потоа и во куќен притвор, со што ја издржала казната. Убиецот Кадир Кара, кој призна вина, е осуден на затворска казна од 17 години и протерување од Македонија, откако ќе ја издржи казната во македонски затвор. На денот на убиството, околу 18 часот и 30 минути, тројцата од обвинетите го превзеле Кара со автомобил од Скопје до Штип. Претходно преку социјалните мрежи, тој договорил средба со жртвата во Вами кафе на Штипскиот плоштад. По кратко задржување, Кара се упатил кон тоалетот, пошто се вратил со изваден пиштол и испукал 6 куршуми кон 25 годишниот студент, кој починал во болница поради обилно крварење. По убиството, групата се обидела да избегне полициска потрага,
па повикале женско лице, студентка на 3-та година по медицина во Штип, да ги превезе назад во Скопје. Таа, иако знаела дека е извршено убиството, прифатила да им помогне. И тоа би било се за денес. Посакувајќи ви пријатен ден, да ја чуеме и приказната Волшебната флејта. Многу одамна се живеела некоја жена со својот син. Не биле многу богати. Имале само куче и парче сува земјица. За да го одгледа сина си, мајката морала постојано да работи. Синот израснал силен и работлив. Тој најдобро од се што знаел е да свири на флејта. Откако ќе сработел се што треба во полето, тој ќе ја земел флејтата и ќе ја ставел на усните. Само што ќе почнале да се слушаат звуците од неговата флејта, се наоколу замирало. Изворчињата престанувале да течат.
Облаците повеќе не пливале по небото. Птиците не пееле, а мајмуните престанувале да се задираат еден со друг. Сите луѓе од околијата го фалеле младиот музичар. Кога девојките од богатите домови, кои го минувале времето во забава и безделништво, ја слушнале музиката на момчето, секоја од нив сакала да го земе за маж. Но тоа сите ги одбивало. Па така, само бендисаните ќерки на богаташите постојано размислувале како да го погубат флейтистот. Еднаш, додека тој се шетал по полето, тие го грабнале и го фрлиле во длабока јама. Откако синот не се вратил навечер, мајката горко заплакала и го пратила кучето да го најде сини. Кучето со силен лаеш почнало да трча натаму наваму. А момчето кое паднало во јамата било живо и здраво, само што паднало во безсознание. Тој го слушнал лаежот на кучето и го повикал. Кога кучето дошло до јамата, тој му порачал да му ја донесе флейтата од дома. Кучето со радосен лаеш отрчало до куќата и почнало да се качува на покривот каде што стоела флейтата. Откако мајката разбрала во што е работата, ја зела флейтата и му ја дала на кучето. Тоа ја зело флейтата со заби, отрчало кај јамата и му ја фрлило на својот стопан. При првите звуци од флейтата, птиците престанале да пеат, мајмуните да се задираат еден со друг и сите се собрале покрај јамата за да слушаат. Мајмуните се качиле на една гранка која се беше свила крај јамата, ја спуштиле длабоко, па момчето се фатило за неа и излегло надвор. Откако се вратил дома, тој продолжил да се живее среќно со мајка си како и порано. Но откако девојките виделе дека момчето се вратило здраво и живо, повторно ги обзела омраза и почнале да коваат нов злокобен план. Па така, за време на еден лов, тие го фатиле момчето, но овој пат го фрлиле во длабок дол. Откако паднало во долот, момчето почнало да се искачува нагоре. Се искачувал тој цели 3 години. Се хранел тој со корење од растенијата, а вода пиел од кладенците. За тоа време мајка му се изнаплакала солзи. На крајот дошол денот кога момчето се искачил до крајот на долот и се нашал на голема ливада обсипана со сонце. Откако разгледал наоколу, тој видел едно поле со речиси созреан орис. Момчето се израдувало и тргнало кон полето. За 3 години колку што се искачувал по долот, јадејќи корења и пиејќи вода од кладенците, тој толку ослабнал и бил обраснат со брада, што повеќе личал на мајмун отколку на човек. Полето го чувале 2 девојки од блиското село. Кога го виделе момчето, си помислиле дека е мајмун, па сакале да ги повикаат луѓето со лакови и стрели, но тој им викнал: "Не, немојте да стрелате. Јас сум човек кој настрадал од непријатели. Дајте ми да каснам нешто, а јас ќе го чувам полето од мајмуните." Од тогаш тој почнал да го чува полето, а девојките му донеле оризова каша. Првиот пат дошла по старата сестра и уште оддалеку грубо свикала: "Еве ти ја кашата, земи да јадеш грдоти овалкана." Вториот пат дошла по младата сестра, му се доближила и му рекла: "Брате, ти донесов ориз, јади ми со здравје, јас самата го направив." Еднаш пак двете сестри заедно му донеле ориз. Момчето побарало од нив оцет и чешел за да си ја исчешла косата. Девојките му донеле тоа што барало момчето. Но по старата при тоа јадовито рекла: "Ех, да не си намислил убавец да се сториш." А по младата пак му понудила огледало. Тој се измил, се исчешлал и станал убаво, стројно момче. По старата сестра прва се влюбила во него и сакала тој да и стане маж.
Таа му кажала за тоа на татка си. Тој не се зачудил, ами само се насмевнал и поставил услов. Зад нашиот дом има 2 патеки. Едната е убава, а другата е целата со грмушки. И двете треба да се уредат. Утре секоја од вас нека се избере по една и нека се фати за работа. Кај која ќе дојде момчето да й помогне, таа и ќе си го земе за маш. Наутро постарата сестра станала уште во црни зори и отишла кон патеката каде имало помалку работа, а на помладата ја останала онаа со грмушките. Момчето тргнало да им помогне и веднаш се упатило кон помладата. Постарата сестра се налутила и му се пожалила на татка си. Зошто е толку глупав, та не дојде каде имаше помалку работа, туку се упати кон патеката со грмушки? Татко и се насмевнал и рекол: во ред, утре и двете подгответе му ручек. Она јадење што тој ќе го изеде, значи дека таа што го сготвила ќе се омажи за него. Постарата одбрала ориз со месо од елен. Помладата пак, како и обично, подготвила ориз со сос и рипчиња. Момчето повторно и помогнало на помладата и јадел заедно со неа, а не со постарата. Не сакаше бел ориз со месо, му се пожалила постарата сестра на таткото. А ете, оризот со сос го изеде. Таткото повторно се насмевнал и рекол: сега секоја од вас нека му подготви постела. Чија постела тој ќе ја одбере, за таа сестра и ќе се ожени. Постарата сестра подготвила белоснежна покривка, шарена рогозина, многу убава постелнина, убав душек и извезена перница. Помладата пак зела кафеава покривка и обична постелнина, а наместо перница ставила дрвена перница. Откако завршила со работа, таа отишла во кујната и почнала да преде. Момчето исто така дошло во кујната и долго си му абетел со девојката, а кога дошло време за спиење, тој ја одбрал постелата што таа ја подготвила. Следниот ден, татко им и направил свадба. Повторно се зачуле звуците на флейтата, славејќи ја чистата љубов. Момчето со својата млада жена се вратил кај мајка си и така продолжиле да живеат со труд и во убавина. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.